студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер, вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Синоќа во кафетеријата Рома во Кавадарци уапсена српската турбофолк звезда Аца Лукас. Прекинувањето на настапот е последица за однемање дозволи, нелегално финансиско работење, но и превентивно делување по трагедијата во Кочани. Од МВР го потврди апсењето на Аца Лукас. Во официјалното соопштение стои при вршење на акцијска контрола во угостителски објекти на подрачјето на Кавадарци од страна на полициски службеници, инспектор за странци, заедно со Државниот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за труд и Управата за јавни приходи, било констатирано дека во угостителски објект во Кавадарци АВА настапувал без потребната дозвола. Против него е поднесена прекршечна пријава, а од страна на Основен суд Кавадарци му била изречена парична казна. При контролата во истиот угостителски објект констатирани се прекршоци од страна на УЈП од неиздавање на фискални сметки, прекршок согласно Законот за пушење, а од страна на ДПИ е констатирано дека во објектот се присутни поголем број гости од дозволениот, за што ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Дополнително општината Кавадарци негативно одговорила на барањето на кафетеријата Рома за настапот на Лукас за поставување опрема на јавна прометна површина. Беше побарано од општина Кавадарци да даде дополнителен простор, јавен простор за поставување на урбана опрема, маси, шанкови и друга опрема, со цел на одржување на настап или така наречен концерт на уметник или пејач Аца Лукас. Општината излезе на терен, заедно со комисија, утврди дека нема услови за да се постават таму маси дополнителни заради безбедностни причини и на 14.11 соодветно е одбиено решение за поставување на дополнителна опрема и е известен собственикот и писмено и успено разговарано со него. Кафетеријата има капацитет со 200 гости, а внатре биле сместени 700 гости. Дека кафетеријата има работно време до 01 навечер и се наоѓа во дел од стамбена зграда. Дека во самата кафетерија имало тројно повеќе гости колку што треба да има и врз основа на тоа што знаеме дека самиот изведувач не бил пријавен во делот на Агенцијата за вработување или Министерството за труд за негов ангажман или организирање на концерт. Така да јас само би кажал дека општина Кавадарци како ажурна општина и општина која што е транспарентна, нема да дозволи ни во еден случај да се случи нешто кое што се случи пред неколку месеци во Кочани и да имаме кафетерии, дискотеки или било што со пренатрупаност, со без мерки за безбедност и да не постапуваме. Во пресред на повторените избори за градоначалници во 4 општини и распаѓањето на коалицијата на ДУИ, силни политички турбуленции се случуваат во албанскиот политички кампус. Тачи села веќе ја напуштија ДУИ, а положбата на Таравари и желбата да стане градоначалник на Гостивар ја комплицира ситуацијата, посебно откако Зиедин села најави можен кандидат од партијата за градоначалник. Најавата на села дека по напуштањето на размислува да има своји кандидати на повторените избори во Врапчиште и Гостивар. Може целосно да ја растори коалицијата на ДУИ, прогнозираат политичките аналитичари. Иако села не ги кажа точните причини поради кои го напушта Ахмети, тој синоќ за Сител потврди дека новите избори значат и нова шанса да се врати како фактор на политичката сцена. Не анализираме ситуацијата, самиот факт што има нови рокови, нели, од денеска почнуваат роковите за да се пријавуваат и независни кандидати и така натаму. Самиот факт што има нови рокови, нови право за пак да се конкурира. Како нови избори? Значи, покажува дека се нови избори. Не, јасно тоа него прашањето ми дали би водели вие сами или би го поддржале, да речеме, Таравари, или го поддржале Влен, Ахмети веројатно не би го поддржале. Не се исклучува. Да го поддржите Таравари? Не се исклучува ние да донесеме одлука и да излеземе и сами во тие општини. Експертите велат дека разбилив е потегот на лидерот на ова крило на Алијанса, бидејќи ако станеше заедно со ДУИ, тој ќе требаше да даде поддршка на Таравари, со кој во војна за партискиот печат, или пак на Ахмети, од кого не доби ниту една градоначалничка позиција. Треба да се преструктурира сега, односно да се врати
во базата, се со цел да ја почне битката за да се обиде да се врати во власт. Од овие локални избори кои ќе се случат во 2026 година, односно каде ќе се прегласува за општина Гостивар и општина Врапчиште, Зијадин Седа таму немаше можност да извади негов кандидат и другата пресметка што е за печатите во партијата, односно кој е легитимен председател, не би направил услуга сам Зијадин Седа на Армен Таравари. Но дополнително во овие локални избори треба сега да му направи услуга или Ахмети на Таравари, односно и Таравари на Али Ахмети. Но можност за промени има и во владеачкиот албански блок на Вреди. Таму се уште е силна меѓукоалицијската битка за прв човек, но дека функционирањето на владата и на собранието не е загрозено, тврди Фаризи. Балентерното мнозинство треба само за одредени закони. Предпоставувам дека за тие закони би гласале сите и други етнички партии, односно да се постигне тој цензус, но јас мислам дека внатре во Влен ќе има други констелации, односно таму веќе се 4 политички партии. Не знам дали ќе има место за 5-та политичка партија, бидејќи таму внатре, да не забораваме, се прави и битка кој ќе биде лидерот. Аналитичарот вели дека доколку села се приближи до владата, не исклучува Касами да биде тој кој ќе се поврзе со Ахмети и Таравари. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Признание за македонците од Бугарија. Вака го оцени своето назначување за член на МАНУ сега веќе академик Стојко Стојков. Стојков потсети дека притисокот од Софија врз Македонија не е од вчера. Според него, блокадата на нашиот европски пат е дел од подолг процес за кој, како што рече, имало знаци уште пред 2 децении. Академик Стојко Стојков изборот за член на МАНУ не го доживува како лична победа, туку како признание за македонците што живеат во соседна Бугарија. На свеченоста на угада по тој повод отворено зборуваше за долгогодишните предизвици со кои се соочува оваа заедница. Ние се бориме за нешто толку ситно, ама толку важно во демократијата, правото да имаме своји организации со кои што да учествуваме во општествениот живот. Дури не зборуваме за партија, за најобични организации кои што испаѓа дека е невозможно во Бугарија за македонците и се бориме да се постигне на некој начин признавање на македонското малцинство. Тоа ќе реши не само нашите проблеми, тоа ќе реши многу проблеми на самата Бугарија. Стојков потсети дека притисокот од Софија врз Македонија не е од вчера. Според него, блокадата на нашиот европски пат е дел од подолг процес, за кој, како што рече, имало знаци уште пред 2 децении. Сега Македонија нема кој знае каков избор, освен да се бори. Нема друг избор, бидејќи било какви остапки ќе се само скала кон нови остапки, кој што се скала кон нови остапки и така натаму, и тоа нема да има крај. Додека не се смени рамката политичка која што сега постои во Европа и во односите Бугарија-Македонија, јас не мислам дека може да се очекува некој сериозен прогрес. Како сериозна грешка меѓу двете држави, Стојков ја посочи заедничката историска комисија. Според него, ова тело ја возможува на Бугарија како членка на Европската унија да влие врз македонските наставни програми и индиректно врз идентитетот. За Сител, Трајан Ристовски. Европските лидери скористи од обновата на Украина и кои сектори може да влезат во обновата на земјата и на големиот украински пазар, одговори бараше Наташа Мерсовска. Индиректен бенефит за македонскиот бизнис, но и за државата ќе има евентуалниот крај на војната во Украина, доколку се прифати планот на Трамп. Македонија, како дел од НАТО, се очекува да биде ангажирана во обновата на земјата, но и дел од американските пари да завршат кај нас во инфраструктура, бидејќи 2 стратешки коридори поминуваат преку нас, вели поранешниот министер за финансии Миноски. Затоа, според него, треба да бидеме проактивни, да имаме стратегија и да ги искористиме можностите. Со оглед на тоа дека Македонија е дел на некој начин од источното крило на НАТО, во тој случај може да се очекува на посреден начин евентуално да се привлечат некакви работи кои што се поврзани со логистика на фирмите кои што ќе учествуваат во обновата на Украина, дел од нашите компании, пред се во сферата на IT технологиите, доколку можат да учествуваат како подизведувачи
во активностите кои што ќе се превземаат. Понатаму тоа би значило зголемен интерес можеби на Соединетите американски држави за инвестиции во делот на инфраструктурата. Со прекинот на војната се очекува Европската унија да го зголеми интересот за земјите од Западниот Балкан, што може да резултира со забрзана интеграција. Ова би значило и дополнителен влез на пари. Во сите сфери и во сферата на инфраструктурата, меѓутоа и во јакнењето на капацитетите на државата и државните институции, во привлекувањето на инвестициите, зголемување на инвестициите од Европската унија, со оглед на стратешкото значење што го има Западниот Балкан во целиот овој процес. Така да мирното решение во Украина сигурно ќе донесе некаков бенефит и за нас. Планот на Трамп за прекин на војната предвидува со 100 милиарди долари од замрзнатиот руски имот да основа посебен фонд со кој ќе управуваат американците. Дел од тие пари би се насочиле за обнова на Украина, а половина од профитот би добиле САД. Со 100 милиарди долари од продажба на запленетиот руски имот ќе придонесе и Европската унија, кои ќе бидат инвестирани во заеднички вложувања и проекти со САД, се со цел да се избегне повторно разгорување на војната. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Овде е крајот на саботното